Во ова издание на Newsflash ке гледате. Преку половина милион деца диагностицирани со COVID во светот. Децата под 5 години натаму најранлива група бидејќи се уште не можат да се вакцинираат. Како реагира американците кои живеат во Украина по повикот на Бајден за напуштање на државата поради тензиите со Русија? 65.000 граѓани на Хонг Конг поднеле барање да се преселат во Британија. На што се должи тоа? Останете со нас и ќе дознаете. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. Кремљ денес рече дека ќе биде потребно време да се повлечат руските сили кои ги завршија вежбите во близина на границата со Украина, додека САД и другите украински сојузници велат дека нема конкретни знаци за повлекување на руските воени елементи, што предизвика страв од нова инвазија на Украина. Висок американски функционер им изјави на новинарите доцна во средата дека и покрај тоа што Русија изјави дека почнува да испраќа некои единици назад во нивните бази, таа всушност додала нови 7.000 војници вдолж границата со Украина. Русија негираше дека планира да ја нападне Украина и бараше безбедносни гаранции дека НАТО ќе ја исклучи можноста за членство на Украина и другите поранешни советски републики. САД и НАТО пак тврдат дека барањето не е предмет на разгледување. А од останатите вести. Децата под 5 години и натаму се најранлива група бидејќи се уште не може да се вакцинираат. На почетокот на годинава преку половина милион деца беа диагностицирани со COVID, што е за 80% зголемување во однос на декември минатата година. Марија Прус има повеќе. До средината на јануари, околу 8,5 милиони деца во САД биле тестирани позитивни на коронавирус. Околу 11% од тие случаи биле потврдени во период од 2 недели во јануари. Додека децата генерално имаат поблаги симптоми, брзината со која се шири Омикрон е оптеретување за системот. Омикрон ги преполни болниците и одделенијата за итни случаи. Голем број деца доаѓаат со температура и болка во грло. Децата под 5 години остануваат најранлива група, бидејќи се уште не е одобрена вакцина за нив. Поради тие причини, многу родители одлучуваат да не ги праќаат децата во градинка. Јелена Вилер, мајка на 5-годишниот CJ и 8-годишната Камбрија, е една од нив. Училиштата велат дека немаат фондови за задолжително тестирање и не можат да гарантираат дека е безбедно. Нам ни е јасно дека нема гаранција за апсолутна безбедност и сваќаме ако никој не прави тестови. Но проблемот е во тоа што на само 3 улици од нас училиштата прават задолжителни ковид тестови, а кај нас не. Но за други родители, ковид сега е дел од животот и нема што многу да се направи за да се избегне целосно. Воопшто не сум загрижена. Сакам да отворат и моето дете да оди на училиште. Мислам дека сега, кога вакцините се широко достапни, официјалните лица треба да почнат да размислуваат за враќање на училиштата во нормала. На почетокот на јануари, секретарот за образование Мигел Кардона ги охрабри училиштата во државата да останат отворени за лична настава. Многу надлежни се согласни дека онлайн наставата е тешка и за децата и за родителите, и оти секој училишен округ е различен. Мислам дека заедниците ја гледаат ситуацијата училиште по училиште и како треба да продолжат да се адаптираат за повторно отворање. До средината на јануари, 64% од тинеџерите во САД на возраст од 12 до 17 години биле целосно вакцинирани, според Центарот за контрола и превенција на болести. Властите ги повикуваат родителите да ги вакцинираат нивните деца на возраст од 5 до 12 години, додека лекарите се подготвуваат да се справат со зголемен број заразени меѓу помладите пациенти. Председателот Бајден ги повика американските државјани веднаш да ја напуштат Украина поради тензиите со Русија, но некои американци кои живеат во Киев го послушаат советот, други пак не. Еве ги деталите. Џон Уке, собственик на калифорнијска стартап компанија, дојде во Украина пред неколку години да бара специјалисти за компјутерска технологија и никогаш не се врати дома. Но бидејќи руските трупи се групираат во близина на украинската граница, неговите пријатели и роднини во САД се загрижени. Постојано му испраќаат пораки да си дојде дома што побрзо. Но Уке вели дека го сака Киев и смета дека за заканите од рускиот лидер Владимир Путин се претерува.
Мислам дека е малку веројатно Путин да изврши инвазија и дури да го направи тоа, мислам дека украинците ќе можат да се спротистават бидејќи има толку многу патриоти. Уке додава дека сите негови и американски пријатели кои живеат во Украина ја донеле истата одлука да останат во Киев и не се премногу загрижени. Не мислам дека тој ќе бомбардира градови и ќе убива цивили бидејќи Украина не направила ништо против него и тоа би било само катастрофа. Веројатно најлошо што може да им се случи е да загубам врска со интернет за кусо време. Но сите не се согласуваат со него. Джоел Васерман веќе неколку години живее во Киев, предава англиски, но најновите вести го натерале да одлучи да се пресели во западниот дел од земјата, во Лвив, да биде подалеку од случувањата. Bombs falling around me or artillery shells or rockets. Бомби кои паѓаат околу мене или шрапнели од артилериски гранати или проектили би сакал да се држам настрана од тоа. Не сум загрижен што ќе се случи било кој ден сега, но сакав да превземам чекор со време, да си олеснам. Тоа би значило да можам да се спакувам на брзина, да ја земам мојата мачка и знам дека имам место што ќе ме чека во Лвив. Поранешниот американски армиски лекар Девид Пластер живее во Украина веќе една деценија. Често патува во регионот на Донбас како волонтер за да ги обучи војниците на тактички медицински вештини. Ако Русија изврши инвазија, Пластер вели дека нема да замине, наместо тоа ќе им се приклучи на територијалните одбранбени сили на Украина за да го брани Киев, доколку има потреба, заедно со жителите на градот. Я не убегаю в свою хату, я просто тут живу. Не бегам од мојот дом, јас живеам овде. Да, некои од нас имаат американски, британски, европски пасоши, можеме да заминеме и да одиме на друго место, но зошто? Треба да останеме каде што живееме и да му покажеме на Путин и на целиот свет дека не се плашиме. Многу други странци кои живеат во Киев ги делат ставовите на Пластер. Државјаните на САД, Канада, Велика Британија, Северна Ирска, Данска и Германија неодамно учествуваа на меѓународен марш за солидарност за да изразат поддршката за Украина спроти руската агресија. Некои амбасади издадоа предупредувања за патување и некои амбасади решија да го евакуираат персоналот или членовите на семејството. Но ова е мојот дом, овде живеам, не одам никаде. Ќе останеме тука. Имаме бизниси, семејства овде, не одиме никаде. И граѓаните на Хонг Конг бегаат, но од други причини. Во првите 6 месеци од годината над 65.000 граѓани на Хонг Конг поднеле барање да се преселат во Британија. Хенри Риджвел ги има деталите. Мајк и Ајви Лам пристигнаа во Британија во декември 2020 година со нивниот 11 годишен син, среде зима, среде пандемија. Тие го напуштија својот дом во Хонг Конг само неколку месеци откако Пекин го спроведе законот за национална безбедност. Мораме да размислиме дали Хонг Конг се уште е безбедно место. Дали децата таму може да имаат светла иднина. Условите во Хонг Конг рапидно се влошуваат. Тоа не натера да ја донесеме одлуката толку брзо. Додека кинескиот државен весник тврди дека новите закони имаат за цел да ги заштитат правата на луѓето и да го направат Хонг Конг побезбеден по неколку месечните демонстрации на улиците протестирајќи против законот за екстрадиција, многу жители на Хонг Конг тоа го гледаат како задушување на демократските слободи. Тие велат дека не барале конфронтација со властите во Хонг Конг. Ние сите нормални обични граѓани во Хонг Конг што понекогаш одиме на протести. Тие сакаат да го промовираат кинеското национално образование, основните и средни училишта. Мислиме дека тоа е некој вид на перење мозок. Не сакаме нашето дете да биде подложено на тоа. Семејството Лам аплицирале за визи за британски државјани во странство или БНО визи кои Британија почна да ги нуди минатата година. Се проценува дека 5,4 милиони луѓе ги исполнуваат условите. Владата на Обединетото кралство вели дека 5-годишните визи нудат пат до британско државјанство. Британската влада проценува дека околу 300.000 граѓани на Хонг Конг би можеле да добијат БНО пасоши во рок од 5 години, иако вели дека бројката може да достигне 1 милион. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.